почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: состојбата со коронавирусот во Гостивар е мирна и веќе 4 дена нема нов прием на болни на оделението. Полошките општини се уште не ги исплатиле средствата од оснивачкиот влог за да започне да функционира Русино Полок. Учениците денеска го полагаат вториот екстерен испит од државната матура. На инфективното оделение во Гостивар болнички се лекуваат 8 пациенти со ковид, од кои повеќето се од 2 семејни кластери. Состојбата со коронавирусот е мирна и веќе 4 дена нема нов прием на болни на оделението. Регионот на Гостивар здивнува од коронавирусот. Новозаразени лица деновиве не се потврдени, а на инфективното одделение во Гостиварската болница нема нов прием на пациенти последните 4 дена. На ова одделение хоспитализирани се вкупно 8 болни, од кои повеќето се од 2 семејни кластери. Денес присуствуваат 8 пациенти, од кои се тројца на кислородна поддршка. Од тие 8 пациенти, тројца се од иста фамилија, исто така и маж и жена од иста фамилија, значи тие се кластери меѓу се. Значи другите се поединечно што се дојдено. Овдека лежат 10 до 14 дена, значи од примањето, ако се во добра општа состојба, се подобрува општата состојба, значи ние ги пуштаме. Да, нема нови случаи на ниво на Гостивар, а нема ни случаи овдека тука на оделение примање. Значи овие 8 пациенти се од пред 4 дена. На целото подрачје што ги опфаќа општините Гостивар, Маврово, Ростуше и Врапчиште, има само 15 активно заразени со коронавирус. Оние кои се со лесни симптоми остануваат во домашна изолација и се лекуваат по препораки и совети од матичните лекари. Доколку има потреба, доаѓаат да примат одредена терапија во инфективната амбуланта. Тие што се третираат амбуланта се во релативно добра општа состојба, ние комуницираме со голем дел преку телефон и со лесна температура, малаксаност, што ги има нормалните симптоми како секоја корона инфекција, нема некои потешки симптоми, затоа и домашно се лекува. Состојбата со ковид сега е мирна, но граѓаните не треба да заборават на предпазливоста, велат лекарите, потсетувајќи на силните ковид бранови што ги доживеа Гостивар со преполнети одделенија, чести смртни случаи и наплив на нови позитивни. Откако спласна пандемијата, болничките одделенија што беа ставени во функција на ковид пациенти се вратија на вообичаениот тек на работа. Олабавувањето пак на рестриктивните мерки донесе услови за постепено нормализирање на животот на граѓаните, особено во делот на семејните прослави кои беа забранети од лани. Полошките општини се уште не ги исплатиле средствата од оснивачкиот влог за да започне да функционира заедничкото јавно предпријатие Русино Полок. Истото треба да управува со отпадот во целиот регион. Додека Полошкиот регион се дави во смет, заедничкото јавно предпријатие Русино Полок, кое треба да управува со отпадот во Полошкиот регион, се уште не започнало со работа, иако е формирано. При неодамнешната посета на Тетово, министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини истакна дека општините се уште не го исплатиле оснивачкиот влог. Мора да се разбере дека општините треба да одвојат средства за основачкиот капитал за формирање на регионалното јавно комунално предпријатие. Зборуваме за 20.000 евра вкупно. Не знам зошто се уште не ги платиле. Се сретнавме минатата недела. Заедно се согласивме за краен рок, 15 јуни, за нив да го платат основачкиот влог. Предпријатието ќе управува со отпадот во сите полошки општини, кој пак ќе биде депониран во Русино. Министерот Нуредини најави дека за тоа ќе бидат обезбедени дополнителни средства. Сега го имаме како решение Русино, каде ќе инвестираме 1 милион швајцарски франци, кои ги добивме како поддршка од владата на Швајцарија, за да го рехабилитираме земјиштето. Првиот чекор што го преземаме е да се опфатат отпадните води кои истекуваат од депонијата и ја загадуваат земјата.
Потоа ќе се направи вага за мерење, каде ќе се мери количината на отпад што се носи тука и потоа секоја општина ќе плати за отпадот кој ќе го депонира во Русино. Понатаму, почнавме процес за кој се уште чекаме дозвола од Меѓународната банка за обнова и развој, но наскоро ќе ни одобрат 55 милиони евра, кои ќе бидат инвестирани низ целата држава, од кои 17 милиони се резервирани за Полошкиот регион, кои ние, понатаму, истите ќе ги пренасочиме кон Русино и ќе купиме камиони и контейнери за целиот регион. Инаку депонијата Русино ќе функционира како санитарна депонија додека не се најде друга локација. Пронајдена марихуана кај двајца 24 годишници. Спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера вечер околу 21 часот на улица Иво Лола Рибар во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 24-годишникот Тетовски Требош и 24-годишникот Тетовско Џепчиште, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 21 часот и 40 минути на улица Киро Ристевски Дрнц во Тетово лишиле од слобода 17-годишникот Тетовски Требош, кај кого била пронајдена марихуана. Се расчистува и документира случајот и ќе следува поднесок. Вчера околу 10 часот и 40 минути во Маврови Јанови, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле тројца албански државјани кои го злоупотребиле туристичкиот престој и изведувале градежни работи на објект. Тројцата се задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера во 17 часот и 30 минути, СБ Тетовско Долно Палчиште во СВР Тетово пријавил дека околу 14 часот и 30 минути физички бил нападнат од 43-годишник и неговиот 50-годишен брат од Тетовско Новаќе, а поради нерасчистени имотно-правни односи. Двајцата пријавени лишени се од слобода. Претходно пак во 15 часот и 50 минути лишен од слобода е 29-годишник син на СБ поради негова инволвираност во овој случај, откако 43-годишникот во 15 часот пријавил дека СБ нив ги нападнал и дека во нападот користел дрвен предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе бидат изготвени поднесоци. Вчера од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е сообраќајна акцијска контрола за брзина, во која вкупно биле откриени и законски санкционирани 93 прекршоци, 61 прекршок во Тетово и 32 прекршоци во Гостивар. 11 од констатираните пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место биле за повеќе од 70 км на час, додека најголемиот број од пречекорувања во населено место биле до 30 км на час. Сите прекршоци закружени се со соодветни поднесоци, а во контролата откриени се и 6 други видови прекршоци, 3 во Тетово и 3 во Гостивар. Во тек се последните подготовки за реализација на едукативниот проект за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот. Практичната презентација на проектот ќе се спроведе на 18 јуни во Тетово, а еден ден подоцна во Гостивар. Секторот за внатрешни работи Тетово ги финализира последните подготовки за реализација на новиот превентивно-информативен и едукативен проект насловен како Поголема безбедност на пешаците, велосипедистите, мотоциклистите и возачите на електрични тротинети за познавање со позначајните прописи и измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Носител на проектот е Одсекот за превенција, а неговата практична презентација планирана е на 18 овој месец во Тетово и на 19 во Гостивар. Во рамките на проектот се предвидува организирање на еднодневни информативни средби со пешаци, велосипедисти, мотоциклисти и возачи на електрични тротинети, на кои полициски службеници од Тетовската полициска станица и Гостиварското оделение за безбедност на патниот сообраќај поблиску ќе им ги представат новините во законската регулатива, а ќе презентираат и корисни совети за оваа категорија на учесници во сообраќајот. Покрај тоа ќе се дистрибуираат и над 2000 наменски изработени флаери на македонски на албански јазик, додека во втората фаза од проектот планирано е и одржување на сообраќајни поуки за прекршители.
Целта на проектот, чие мото е само искуството е знаење, се друго е информација и едукација, е преку непосредно информирање, совети и укажувања да се придонесе за поголема безбедност на пешаците, велосипедистите, мотоциклистите и на возачите на електрични тротинети, кои деновиве во се поголем број се среќаваат меѓу учесниците во сообраќајот на поширокото полошко подрачје. Вториот екстерен испит од државната матура учениците го полагаат денеска. Матурантите денеска го полагаат вториот екстерен испит во рамки на задолжителната државна матура. При тоа тие имаат можност да изберат помеѓу предметите математика, странски јазик, филозофија и естетика. Најголем интерес има за полагање странски јазик, покажа статистиката на Државниот испитен центар. Додека тест по математика избрале само 1529 матуранти од над 15.000, колку што годинава се пријавиле за полагање државна матура. Според наставниот јазик на македонски за испитот денеска се пријавени да полагаат 10.886 матуранти, на албански 4.134 и на турски наставен јазик 274. Во саботата пак се полагаше првиот екстерен испит по мајчин јазик. Резултатите од двата екстерни испити ќе бидат објавени на почетокот на јули, односно најдоцна 30 дена од последниот екстерен испит. За матурантите кои имаат коронавирус или се во изолација, овозможени се дополнителни термини за полагање на 25 и 28 јуни. Оние матуранти пак кои нема да ја положат матурата во јуни, ќе имаат втора можност во августовската сесија. Термините се 11 август за првиот екстерен и 13 август за вториот екстерен испит. Фудбалската репрезентација на Македонија има уште 2 дена од подготовките за првиот надпревар на Европското првенство против Австрија. Голманскиот двоец Димитриевски и Шишковски го анализираат првиот противник на Македонија. Па ја мислам дека за нас надпреварот со Австрија е најбитен. За нас е ова ново искуство, но ние сме премотивирани за да може да дојдеме до тој голем успех. Така да неискуството стои, но ние одиме на надпреварот за да може да бидеме помотивирани и да бидеме поспремни таа еуфорија да искористиме у позитивна цел. Па добро, ние изигравме 2 надпревари, мислам дека надпреварот во Австрија беше поквалитетен од кај нас. Од наша страна, надпреварот во Скопје, стварно изигравме пред тоа доста добар надпревар со Полска, може крај на сезона бевме доста умани, но ја мислам дека ова е различен турнир. После ваквиот пласман и ваквите надпревари што ги одигравме во квалификации за светско првенство, ние покажаме дека може да добиеме секого, но овој турнир е поразличен, зашто ако овде може да постигнеме први гол, може да биде нерешен резултат, противниците имаат спрема нас во овој момент поголем респект ради тоа што еден надпревар, нема два надпревари, нема шанса за да добиете еден надпревар, друг надпревар, али ја мислам дека доста добро ги анализираме, доста добро ги познаваме и стои дека изгубивме, но ова е европско првенство, така да ќе одиме до крај на тој надпревар за да може да го добиеме или да изадеме поновен резултат. Добро, ние се собравме на 25-ти, одмам после клубските обврски. Мислам дека одработивме добри припреми, остануваат уште 2 дена до првиот надпревар за европско. Атмосферата е одлична во тимот. Одигравме 2 пати со Австрија и првиот надпревар го загубивме во Скопје 1-4, но тој надпревар научивме доста и мислам дека во недела ќе бидеме сите мотивирани, и тие што ќе истрчаат на теренот и тие што ќе бидат на клупата, и ќе дадеме максимум и мислам дека ќе биде доволно да извлечеме позитивен резултат.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!